Во рамки на билатералната финансиска соработка со владата на Германија продолжува со реализација проектот Водовод и канализација на општините, финансиран од Германската банка за обнова КФВ за обезбедување на одржливо снабдување на населението со вода за пиење, вклучувајќи го и Тетово. Предвидено е изградба на 55 станови за лица со социјален ризик и други ранливи групи, а особено за необезбедени лица, млади брачни двојки, лица со посебни потреби, самохрани родители, исто така се предвидени 34 станови. Во делот на затворскиот систем предвидено е изградба на комплетно нов воспитно поправен Дом Тетово со површина од 2640 метри квадратни со капацитет за 84 малолетни лица. Со гасификацијата на Република Македонија предвидено е и гасификација на делницата 5, и тоа Скопје, Тетово, Гостивар. Реконструкција на 110 киловатниот далновод Скопје 1, Тетово 1 со трафостаницата во Јувокром Јегуновци. Со реконструкција на овој далновод во должина од 48,6 км, АД МЕПСО ќе го заокружи стабилното снабдување со електрична енергија во Тетовскиот регион, за кој што се предвидени околу 3.600.000 евра. Заради подобрено покривање на целата територија на државата, намалување на трошоците и забрзување на времето на анализа на квалитетот на млекото, ќе се реализира инвестиција од страна на државата во изградба на нова лабораторија на Државниот универзитет во Тетово. Да не заборавиме дека во план е зголемување на капацитетите за згрижување и воспитување на децата од предучилишна возраст преку изградба на нови објекти наменети за јавните општински установи, детски градинки или реконструкција и адаптација на постојни објекти, со што значително ќе се зголеми капацитетот, а со тоа и опфатот на згрижени деца. Ќе продолжиме интензивно со изградба и реконструкција на основните и средни училишта. Со овој проект ќе има реновирање и санација во следните училишта: санација на санитарни јазди и тоа во училиштата Истикбал, Братство Миџени, санација на подови во училиштето во Сарачино и основно училиште Братство Миџени, како и замена на дел од прозорците во училиштата Гоце Делчев во Тетово. Да не заборавиме да ве потсетиме дека во моментот тече реконструкција на Тетовската гимназија Кирил Печиновиќ. Во Тетово, во постојните болнички капацитети, ќе бидат определени 5 до 10 кревети за палијативна грижа, како и отварање на регионален центар за мозочен удар во делот на медицината. Исто така ќе се воведат и нови методи на светската модерна медицина. Продолжуваме со реализација на проектот за изградба на нов културно-образовен центар во Тетово, кој ќе содржи нова библиотека и нов театар, проект за кој што се предвидени 830 милиони денари. Преку Агенцијата за млади и спорт, УЕФА и Фудбалската федерација на Македонија започнавме со реализација на проектот за опремување на фудбалски игралишта со вештачка трева. Предвидено е поставување на вештачка трева исто така и во Тетово. Започната е изградбата на спортската сала на Државниот универзитет во Тетово. Доколку општина Тетово издаде одобрение за градба, предвидено е изградба на 2 тениски игралишта со сертифицирана тврда акрилна подлога кој ги исполнува меѓународните стандарди и правила на ITF, Меѓународната тениска федерација. Продолжуваме со реализација на проектот кој ќе овозможи заштита на вредно културно наследство од османискиот период, како стариот амам во Тетово, за кој што се предвидени 400.000 денари. Има разлика, ти знаеш да ја препознаеш. Има разлика, тетовчани знаат да ја препознаат.